Денеска имавме работен доручек со канцеларот Курц и со комесарите, со еврокомесарите Марија Иванова Габриел и со Јоханес Хан. Заедно со премиерите од земјите на Западен Балкан имавме конструктивни разговори за најновата ситуација во земјите од Западен Балкан, за проблемите кои што се решаваат, но некои кои што наново произлегуваат и треба допрва да бидат решени. Ние кажавме со определбата на Република Македонија дека Македонија ги разреши или во најголем дел е на добар пат да ги разреши сите проблеми кои што ги има со земјите во регионот, дека ќе градиме една добрососедска политика, ја поддржуваме агендата за креирање на една економска зона во регионот. Мислиме дека тоа ќе придонесе за заживување на економиите на сите држави. Тоа беа пораките кои што ние ги споделивме со сите премиери во регионот и со комесарите, со еврокомесарите и со комесарот и со канцеларот Курц. Практично добивме уште еднаш поддршка дека Македонија е на добар пат да ги оствари своите интенции и желби да биде дел од НАТО семејството и семејството на Европската Унија. Со ова Австрија како претседавач уште еднаш покажа своја посветеност на проширување на Европската Унија во Западен Балкан и интегрирање на земјите од Западен Балкан во Европската Унија. Цениме дека оваквиот јак сигнал ќе биде препознаен и од останатите членки и дека ќе бидат истрајни на таа определба. Практично Виенскиот економски форум се одржа покасно после тој доручек. На панелот на кој што исто така присуствуваа премиерите, ја искажавме уште еднаш нашата определба за економски раст, ги кажавме мерките кои што се превземени во Македонија за обезбедување на економскиот раст, за законот за финансиска поддршка, мерките кои што се во фондот за иновативност. Практично презентиравме што Македонија нуди како сигурност за инвеститорите, не само во делот на инвестициите преку законот, него и во делот на политичката стабилност и во делот на нашите определби за една постабилна држава, која што цениме дека е еден од критериумите за охрабрување на сите инвеститори. Ги кажавме бројките, кажавме што очекуваме во наредниот период, инфраструктурните проекти, но исто така се заложивме и за намалување на административните бариери, бидејќи навистина нема никаква смисла да се инвестира во скапа инфраструктура, ако потоа нашите камиони треба да чекаат по 7, 8, 10 часа на границите. Ке мора сето тоа да се надмине. Тоа е практично интенцијата и желбата која што ние како влада ја имаме и на која што посветено ќе работиме.